Почитувани граѓани, граѓаните се соочуваат со нови ценовни шокови по маркетите и продавниците. Цените повторно се покачени по истекот на мерката за замрзната маржа. Храната и производите, кои со замрзнати маржи не беа достапни за граѓаните, денес се уште поскапи. Маслото за јадење е покачено од 89 на 92 денари. Млекото над 72 денари, покачени се цените на јајцата, месото, сирењето, соковите. Средствата за хигиена поскапеа дури и за 60%. Граѓаните имаат се помалку пари во своите джебови. Ова е резултат на трајно погрешна економска политика на владата. Пропадна така наречената есенска кошничка, пропадна новогодишната кошничка, пропадна и замрзнатите маржи. Цените продолжуваат да растат. Стандардот тоне. Животот во Македонија станува се поскап. Граѓаните едва врзуваат крај со крај, се мислат дали да платат сметки овој месец или да купат храна. Платите им се премали и не им стигнуваат ни до 15 во месецот. Синдикалната кошничка е покачена. За едно 4-члено семејство потребни се најмалку 62.700 денари месечно. Ниту 3 минимални плати не го покриваат тој минимален износ. Додека граѓаните едва врзуваат крај со крај, за функционерите од власта има богато мени од манго и папаја. Власта нема слух и одбива да ги покачи платите, одбива да ја покачи минималната плата. Не прифаќа ниту еден од предлозите на Социјалдемократскиот сојуз за укинување на ДДВ за основните производи, за минимална плата од 500 евра, за зголемување на платите во приватниот сектор. Одбива буквално се што доаѓа од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ова инает политика е на директна штета по стандардот на народот. Не може во најголемиот буџет да нема пари за повисоки плати за работниците. Не може власта да троши 6,5 милијарди евра, а да не сака да се откаже од ДДВ за храна. Бараме власта веднаш да се откаже од штетните економски политики и да ги прифати предлозите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кои ќе значат вистинско намалување на цените и покачување на платите. Само со укинување на ДДВ за храна ќе се намалат цените на дури 250 производи. Тоа го бара народот и тоа го заслужува. Граѓаните заслужуваат достоинствен живот, стандард и држава што стои зад нив кога на нив им е најтешко. Благодарам.